Добро вечер, почитувани гледачи. ТВМ телевизија во рамките на представувањето на кандидатите за градоначалници вечерва организира дебата. Наши и ваши гости се кандидатите за градоначалници на општина Вевчани. Сашо Јанковски од СДСМ и Спасе Кочовски од ВМРО ДПМН. Добро вечер за двајцата. Правилата се следни, на секое прашање имате простор 2 минути за одговор, имате право на реплика и контрареплика по 1 минута. Нашиот разговор ќе започнеме со привршува изборната кампања, кои се проекти успеавте да ги представите пред граѓаните и кои се оние клучни проекти кои што ќе ги понудите. Започнуваме со Јанковски. Повелете. Добро вечер до гледачите на ТВМ. Чесно и на почетокот, за да имат јасна слика во каква состојба пред 4 години ја наследивме општина Вевчани. Општина Вевчани беше општина во долгови со 5 милиони и 600 илјади денари долг. Со помош на владата, централната влада, успеавме 51% од тој долг да се раздолжиме. Другиот дел го направи нашето домаќинско работење за денес да општина Вевчани е ликвидна општина. Основното училиште беше со блокирана сметка од 55.000 евра. Јавното комунално предпријатие беше со блокирана сметка од 800.000 денари. И да не набројувам. За денес, како што напомнувам, општина Вевчани е ликвидна општина, реализира огромен број на проекти во изминативе 4 години. А во овие наредни 4 години, како клучни проекти од мојата изборна програма, најдоброто за Вевчани би ги напомнал решавањето на најгорливиот проблем во моментов на општина Вевчани, тоа е паркингот и сообраќајот во Вевчани, уредување на одводните канали, каналите за наводнување во општина Вевчани, партерно уредување на пред туристичкиот центар Вевчани, партерно доуредување на детската градинка во Вевчани. Тоа се, мислам, клучни проекти што во наредниот период ќе се реализираат од моја страна во општина Вевчани. Така. Имате реплика или сакате да одговорите и вие на истото прашање, кои се оние клучни проекти кои што вие ќе ги понудите? Значи, добра вечер за гледачите на вашата телевизија и благодарам за поканата да бидам гостин во вашата емисија и во оваа дебата денеска. Значи, да почнам од почеток. Прво да демантирам актуелниот градоначалник дека општината е нашол во долгови. Моите информации кажуваат дека општината е наследена во плюс. Се не знам точно во колкав плюс, меѓутоа општината е наследена во плюс без долгови и сегашната ситуација ќе видиме каква ќе е од понеделник. Дали општината ќе биде во плюс, пошто јас сум надвор од општината, не можам да кажам во каква состојба е моментално финансиска. Тоа ќе го разгледаме од кога ќе станам градоначалник и ќе ги видиме какви се финансиските... Ова беше реплика, претпоставувам. Што се однесува на приоритетните програма... Чекай само да прашаме, да сакате контралеплика градоначалник на ова вие? Да. Затоа што ова му реплициравте. Да, не знам од кај му се информациите на господинот Кочовски дека општината немала долгови, затоа што исплаќањето на долговите одеше преку буџетот на Република Македонија и беа исплатени точно 2.750.000 денари преку нормално на должниците што ги имавме према од претходната влада. Тие средства, значи јас не сум ги измислил, тоа може лесно да се провери во буџетите што исплатите. Така. Сега би сакале да одговорите на прашањето, на првото прашање кое што ви го поставив. Може да ги наброите кои се тие ваши приоритетни проекти кои ги нудите во Вевчани. Повелите. Значи, имаме програма која е многу квалитетна и зафаќа секој дел на социјалното живење во општина Вевчани. Значи, главни проекти, прво е донесување на детален урбанистички план за општина Вевчани. Потоа ќе се осврниме на локалниот економски развој на општина Вевчани. Нормално тука се решавање на
проблемите кои се директно доаѓаат од граѓаните како предлог, тоа е чистење и бетонирање на каналите за наводнување во општината, кои воедно служат и како атмосферска канализација во Вевчани, не се само канали за наводнување. Понатака ќе изградиме велосипедски патеки по падините на планината Јабланица, реконструкција на споменикот на природата на Вевчанските извори. Значи, тој е изграден негдека пред 20 и нешто, му треба детална реконструкција, нова урбана опрема и проширување на дејноста. Потоа ќе ги уредиме сите јавни површини во општината, уредување на излетничкото место Јанковкамен, уредување на кејот на реката, пошто е запоставен и не е исчистен 4 години, како што е наследен, така е оставен. Исто тука би додал во делот на културата, спортот и младите, имаме многу опсежни програми кои ќе ги решат проблемите на културата, помагање на културно-уметничките друштва во Вевчани, помагање на културните манифестации во Вевчани, обновување на Вевчанското културно лето и ред други проекти. Да, истече вашето време. Сакате да реплицирате? Да, Повелите. како што спомна господин Кочовски, ако добро разбрав, рече дека ќе донесат ДУП за Вевчани, детален урбанистички план. Да. Дали, господине Кочовски, знаете колка е сумата сте срачунале за носење на детален урбанистички план, бидејќи во моментов општина Вевчани нема ниту генерален урбанистички план, од причини што вашата власт пред 4 години ја има футнато постапката за носење на тој генерален урбанистички план и тој е заглавен во Агенцијата за просторно планирање. Може да му... Планираме све што е заглавено, да го одглавиме и детален урбанистички план на Вевчани му е потребен и не само сите проблеми кои доаѓаат, значи, вие ако сакате да донесете странски инвестиции, значи треба да се разграничи градежно земјиште од земјоделско земјиште, да се прошири опсегот на градежно земјиште, како за објекти за домување, така и за производствени капацитети. Кошта колку кошта, тоа не го интересира вевчанскиот народ, тоа мора да се направи, значи да се донесе детален урбанистички. После недонесување на детален урбанистички план носи низа проблеми околу дивоградби, значи јасно треба да се оцрта каде е пат, каде треба да се гради, каде е земјоделско земјиште. Ако сакате вие да носите инвестиции, јасно треба да кажете каде може да има, да речеме, мини индустријска зона, ако сме предвидиле, тоа треба да се донесе со детален урбанистички план. Така. Истече вашето време, сакате да контрареплика? Да, контрареплика. Се слагам потполно дека треба да се донесе генерален урбанистички план за Вевчани, да се прошири. Меѓутоа, детален урбанистички план за да се донеси во Вевчани треба големи средства. И тоа како ги интересира вевчанскиот народ, затоа што тие средства треба да се предвидени во буџетот. Тоа е огромна ставка по буџетот, за да предвидиш детален урбанистички план. Не знам, некои од поголемите градови немаат детални урбанистички планови, а не Вевчани, а во делов на генерален урбанистички план, да, точно, бидејќи постоечкиот е од 99 година. Значи, измината и му е важноста. Мора потхитно. Тука се сложувам со господин Кочовски дека треба да се донесе тој генерален урбанистички план. Така. Ајде се малце околу комуналната инфраструктура. Имаме патишта, водовод, канализација. Знаеме дека ако е 21 век, ние се уште се соочуваме со такви проблеми. По каква кондиција е, што предвидувате на тоа поле? Овој пат од вас, Кочовски, повелите. Значи, прашањето е околу инфраструктурата. Да, комунална патна инфраструктура, што е она потребно и што планирате вие да направите?
околу патната инфраструктура планираме да ја изградиме обиколницата број 2, од место викано Марул према Вердани до патот за Горна Белица. Значи тоа е тотално нова инвестиција и нов пат. Реконструкција на сите улици и патишта низ Вевчани. Значи, имаме патишта кои се изградени пред 20 години, на кои им треба реконструкција. Околу канализационата мрежа во главно Вевчани е добро покриено со канализација. Треба нормално, ако се шири со објекти, нормално треба да се гради прво инфраструктура, било патна, било канализација и водовод, после се градат објекти. Околу водоводната мрежа знаеме дека цел свет се занимава со таа тема, значи имаме недостаток, тоа е светски проблем, недостаток на чиста и здрава вода за пиење. И Вевчани не е имуно. Ако можете да ги видите тие прекрасни вевчански извори, секако дека имаме проблем со водоснабдување претежно во Горна Мала, значи од горнијата каптажа, и тоа треба систематски да се инвестира во тие работи. Значи не можете вие кампањски еднаш се изградило пред 30, 20 или првиот водовод е да речеме негдека после 50, околу 60 година, не се сеќавам точно. И тој се надградувал, значи први се донесло чешми во малите, па после чешмите се донесле во куќите, па изградба внатредна инфраструктура. И сега исто, не можеме ние да оставиме изграден објект да не се одржува, да не се континуирано, систематски да се вложува во таа сфера. Така. Градоначалник вие. Ако може прво... Може реплика. Прво после да ги кажете вашите. Добро. Бидејќи во една објава што имаше на Facebook господин Кочовски, имаше напишано дека ако градиш пат, тоа е исто како стоматолого да се фали дека поправил зад. Баш би го прашал со кои средства ќе го изгради овај патов што го спомна обиколница Вевчани Север. Така, Кочовски. И дали ја знае должината на тој пат? Значи, јас сум од Вевчани, сигурно дека ја знам должината на тој пат и знам точно исто од каде што се набавуваат средства, значи државата има и општината има како прво свој буџет. Значи тука се Бирото за регионален развој, Агенцијата за патишта, јавните, имате Светска банка, значи народот не го интересира од каде ќе најдете пари, значи парите нормално, легално ќе ги најдеме и ќе го изградиме тоа што сме го ветили. Исто како што сме изградиле многу објекти во минатото. Може се, Јанковски, вие да си дадете одговор, доколку сакате, на прашањето околу патната, комуналната инфраструктура, што е она што го предвидувате? Значи, во патната инфраструктура во изминатите 4 години, посебно со уговорот на кампањата Вевчани без кал, се изградени многу улици, што, да речем, никогаш во Вевчани немало, биле во кал и немале основни услови за живот луѓето што живееле, за денес да имат пристапни улици. Во план сме веќе е покрената иницијатива од страна на општина Вевчани и општина Струга за регионалниот пат Врбиче, Вердани, Смолеица, Вишни, Горна Белица, Вишни за Грачани. Веќе по моите информации од Министерството за транспорт и врски иницијативата е предадена на јавните патишта, Агенцијата за јавни патишта, и мислам дека веќе ќе отпочне прво проектната документација за овој пат, бидејќи сами општина Вевчани е научна фантастика. Должината само на овој пат до Смолејце, каде што е непробиен пат, ќе чини преку 3 милиони евра. Тоа е за буџет на општина Вевчани огромна ставка. Што се однесува на локалните улици во Вевчани, веќе имаме обезбедено средства за сите поголеми локални улици, што на претходните 30 години не се чепнати и се во страшно лоша состојба. 550.000 евра добивме преку проектната единица за локални патишта и веќе после победава на 17 октомври ќе отпочнеме со реконструкција
на Шопев мост здравствен дом, Трафо, Бубано и Смолејца и Попој Млака, кои се веќе влезени во програмата и се чека да се направи јавната набавка од нивна страна. Другите улици, што се поголеми, да речем, Зелен пазар, Варвара, Зелен пазар, Читаноплевне, Центар, Вевчански извори, ќе бидат континуирано градени. Сакате да реплицирате, Кочовски, или да преминеме на друга тема? Сакам да реплицирам и не знам само која улица ја затекнал актуелниот градоначалник Вокал во Вевчани. Во Вевчани вистина се потребни реконструкции на улиците. Баш би сакал да ми одговори која улица беше затегната во населено место Вевчани, Вокал. Можеш да одговориш? Да, повелите. Значи беше наследена улицата Даскалој обиколниц. Веќе првата фаза е завршена, во моментов се врши втората фаза. Беше затекната сервисна улица, прва фаза реконструирана, сервисната улица С4 беше Вокал. Да не набројувам овие што се Лулој, Гогој, не знам, Чежој, Костојчини, сите тие улици беа Вокал. Сведоци се Вевчани, Вевчанска народ. Сакате контрареплика или да продолжиме на друга тема? Да продолжиме? Ајде малку околу туризам да подискутираме. Имате ли во вашите програми предвидено нешто на ова поле? Како туристички да се развива Вевчани? Ние знаеме дека Вевчани денес е навистина атрактивна и многу популарна дестинација, особено за домашните, па и за странските туристи. Но ете, што ви предвидувате вие во програмите за поголем туристички развој на Вевчани? Ајде со вас, Кочовски. Како што истакнав во првото прашање, изградбата на велосипедските патеки на падините на Јабланица, значи ние треба во Вевчани да го зголемиме туристичката понуда. Значи да го зголемиме влезот на туристи, а со тоа ќе најдат бенефици цело Вевчани, значи сите граѓани на Вевчани. Преку изработката планираме да ги изградиме овие велосипедски патеки квалитетно, светски стандарди, со кучички на дрво, каде што во летен период корисниците на тие велосипедски патеки би преночиле тука, а со тоа би ја зголемиле туристичката атракција на Вевчани и посетата на туристи. Со тоа ќе се зголеми обемот на работа на угостителските објекти и нормално ќе има потреба од изградба на сместувачки капацитети. Да. Значи финансиски треба да биде издржано изградбата на тие сместувачки капацитети за да не седат празни преку цела година. Значи нас ни треба активност туристичка низ цела година. Значи ќе исто така ќе го развиеме конгресниот туризам, значи организација на семинари, манастирскиот туризам. Реков ќе ги уредиме сите излетнички места каде што можат да уживаат дали се тоа домашни или странски туристи. Добро. Повели Танковски. Значи, бидејќи на секој проблем системски треба да му се приоѓа, така и на овој проблем во мојата програма имаме предвидено системски привод. Веќе со нашите пријатели од фондацијата Фридрих Еберт и Фармахем изработивме физибилити студија за овој проблем и по нивни предлог потребно е основање на компанија за управување со туристичка дестинација и воведување на наплата надоместо на заштита на природата. Значи тука е детално опишано, не би навлегувал на каков начин. Се вработило едно лице во новиот туристички центар во Вевчани што ќе менаџира со ова, да изготвува готови тури, да соработува со големите туристички агенции за носење на туристите во Вевчани. Во моментов Вевчани е еднодневна туристичка дестинација каде луѓето доаѓаат, ги посетуваат вевчанските извори и заминуваат. Кога ќе имаме вакви, значи системски решен проблем, веќе обработени туристи од претходната година за да дојдат во
на пролет или во лето, тоа ќе имаме континуирано гости во цела сезона. Се слагам, ќе оставим во функција туристичкиот центар Вевчани, каде што ќе има одлични услови за семинарски туризам, конгресен, тимбилдинзи и такви работи. Што се однесува на вевчанските извори, морам да се пофалам дека успеавме да го внесеме понт да донесеме понт во Вевчани, баш каде што инвестира во овие 50% од вкупните трошоци за реконструкција на Вевчани. Веќе има велосипедски патеки, има бележано тука и ГИС германската од поодамна влезена фондација. Меѓутоа, со влегувањето на понт 50% од сите трошоци за одржување на овие патеки се на нивни товар. Така. Сакате да реплицирате? Имам две прашања, само 4 години што е направено за развојот на туризмот во Вевчани. И туристички центар е ова старата училишна зграда. И то имам едно прашање, зошто не е ставена уште во функција? Може да одговорам еднаш? Да, може. Ајде, од обратно ќе одговорам. Не е ставена во функција затоа што е предизборен период и не би сакал да се злоупотребува во таква конотација. И друго, за да почне да функционира тоа, треба да има и вработени. Знаете дека во овој период забрането е ангажирање и на лица и со договор за дело и вработување. Тој ќе биде вставен веднаш во функција после завршувањето на изборите. И баш системски ќе профункционира истиот. Што се однесува на ова дека 4 години не сме инвестирале во велосипедските патеки. Не општо за туризмот, не е само за велосипедските. Значи, што е направено за 4 години од ваша страна? Направено е многу. Значи, направени се флаери, направен е промотивен материјал, што не е ставен сега во употреба ради од овие причини. Не сакавме да го злоупотребуваме. Во делот на туризмот можете и сами да видите и гледачите се гледаат, мислам, дека константно сме посетени од туристички групи, Хайландер имавме тура се, значи константно има туристи во заштитеното подрачје. Може контрале? Може повелите. Значи, ако е за тој туристички центар, избори, значи треба да биде избори за Сеница Вевчани. Значи, сведоци се дека се градат, има изградба на некои таму локални мали дворови и патчиња низ Вевчани, иако се избори. До ден денеска се гради тоа, вчера, завчера. И уште нешто, значи, дали е вистина дека сте добиле информација од Светска банка, дека имате околу 70.000 евра заштедени пари од изградбата на старата училишна зграда, од реконструкцијата, и да се наменат за партерно уредување, значи да го средите паркот околу зградата, и дека наводно вие сте ги одбиле и не сте со тоа сте го спречиле изградбата на партерното уредување во старата училишна зграда. Може да одговорам? Да, може, Јанко. Баш напротив, од заштедите од имплементација на овој проект точно останаа средства и по моје барање, значи постои ти писмо, дописи, официјални се, мислам ги истадовме и на Facebook. Јас побарав да се искористат тие средства, бидејќи во проектната документација не беше предвидено партерно уредување на тој туристички центар. И не е точно дека сме ги вратили средствата, баш напротив, тие утврдија, после распишан тендер, дека имало можен судир на интерес затоа што некој од вработените син му работел во фирмата што го добила тој тендер. Тој човек, мене ми е жал што го етикетира, човекот ниту учествува во комисии за еволуација, ниту одлучува проектната единица во Скопје за ова, меѓутоа јас го испочитував баш она што го направија тие. Добив допис дека оцениле дека има содир на интереси и дека предлагат
да се не предлага, него од нивниот, да речем, нивната процедура, викаат следново. Доколку се утврди судир на интереси, постапката се поништува и се распишува нова. Значи, ја го испочитував тоа. Така, помина и времето. Ке сакате уште да дискутирате новата или може да продолжиме на нова? Продолжи. Во Вевчани ќе се отвора фабрика за марихуана и масло од канабис. Станува збор за холандска инвестиција. Кажете ми, Вевчани е навистина мала општина и што ќе значи оваа инвестиција за општината? Ајде од вас, Јанковски. Што ќе значи? Значи многу. За Вевчани значи и едно работно место отварање, значи многу. Конкретно ова инвестиција од мене, кај мене дојде инвеститорите, нормално со партнери нивни што се тука во Македонија, и побара кои услови би им ги понудиле за да баш во Вевчани да одберат да инвестираат. Јас ги сослушав, значи кои им се нивните барања. Барањата се прифатливи за општина Вевчани, а бенефитот е огромен затоа што по нивните кажувања околу 50 вработувања се во ова фабрика, а јас пак викам и едно работно место да се отвори во Вевчани значи многу. Да имаше и најави за други странски инвестиции? Да, во моментов имаме најава за уште една инвестиција, веќе е отпочната постапката за изработка на урбанистички план за Тумба Плешец се вика местото, тоа е, да речем, према Вевчани, према Лабуништа, за изградба на фотоволтаична централа. Станува збор за 5,7 хектари. Во моментов веќе фирма од Битола го работи урбанистичкиот проект. Имаше најава и за индустријска зона? Да, точно така. Меѓутоа, тоа е пак врзано со онај претходниот проблем. Општина Вевчани, тој, да речем, дел нема генерален урбанистички план или план за вон опфат. И тука сме врзани и има уште еден друг поголем проблем. Таму се нерешени имотно-правните односи. Тоа станува за збор за фирми што се, да речем, од Југославија бивша и се влечат наваму и не знам како би се решил тој проблем во тој дел. Така. Имате Кочовски реплика или ќе одговорите вие на прашање? Актуелната фабрика за марихуана, значи информациите кажуваат дека општината и градоначалникот немаат врска никаква со носењето на таа приватна инвестиција. Значи еден актуелен советник во советот на општина Вевчани носи таа инвестиција без не го гледам никаков уделот на општината и на градоначалникот во таа инвестиција ако се донеси. Едино што се користи таа фабрика за марихуана е за предизборна кампања, за партиски вработувања, значи се нудат вработувања, знаеме е приватна инвестиција, човекот ако дојде, кога би дошол, нормално ќе си бара кадри кои тој ќе ги сакам да се обратам на цела вевчанска јавност дека тука нема што да се вработуваат или да се нудат некои вработувања. Човекот е приватен инвеститор и ќе си бира кадри без разлика на партиска припадност, односно онакви какви што му требаат по неговиот концепт за работа. Дали ќе биде тоа стручна спрема или не е битно, значи знаете како ги водат тие работи инвеститорите, прават интервјуа и ако поминете на интервју, ќе добиете работата. Во поглед на другите на други странски инвестиции, што мислите, треба ли да има? Па се согласуваме сега дека колку и да е скапо нештото, значи многу проблеми ни носи тој недонесувањето и на генерален нека и на детален. Не можете вие кампањски, не можете напамет да градите кој како ќе му стигне или ќе му текне или како ќе се стигне. Значи Вевчани мора да се уреди. Јасно да се каже што е градежно земјиште, што е земјоделско земјиште, каде поминува пат, каде може да се гради, каде не. Тоа чини колку чини, тоа може да се направи.
Иначе како ќе функционираме ми ако не можеме да донесеме град инвестиции затоа што немаме да значи ќе ни дојде во опстанокот на општината во прашање. Да. Имате реплика? Да, во делов не знам дали алудираше дека јас ги избирам луѓето за вработување. Нормално дека секој инвеститор сам си го прави својот тим. Значи јас и преска кажав, и јавно и претходно кажав, со тој инвеститор имавме неколку месечен, значи договори, преговори. Какви услови од страна на општина Вевчани му се потребни. Значи во процесот му треба техничка вода, му треба струја и сето тоа треба општина Вевчани да му го... Избрана е локацијата? Веќе постоечка фабрика е тоа, тука не наблегувам, тие си ги продаваат, си ги додаваат земјиштето, нема обврска на општина Вевчани е да му ги возможи условите што ги побарува значи инвеститорот. Имавме неколку средби, сега ја можам ова и да го најавам, дека во текот на преговорите од негова страна е понудено, од општина Вевчани тоа ќе биде прифатено, дека 5% од вкупниот приход на општината ќе оди во фонд, каде што ќе се субвенционираат сите спортски клубови, културни дејности во Вевчани, баш од тој инвеститор. Имате реплика? Не. Ајде малку околу младинските политики. Какви младински политики ги понудите, која знаеме дека младите ни се исолуваат и од поголемите градови, а верувам и во помалите општини е ист случајот. Какви младински политики ги понудите за да ги задржите младите во Вевчани? Од вас, Кочовски, повелите. Прво, за да задржите некој, треба да му возможите квалитетен на живот во Вевчани и работно место. Основа на нештата е тоа сега. И пак се поврзуваме со она што досега го зборувам, дека се потребни инвестиции, потребна е на поддршка на бизнис секторот, поттикнување на младите во предприемачкиот дух, значи сами да почнат бизнис, дали тоа ќе е семеен, прво мали и средни предпријатија, нормално Вевчани нема услови за некои гигантски објекти или гигантски предпријатија. Значи на младите треба да се следат од основно образование, значи квалитетно основно образование, следење на светски и европски методи на настава, поттикнување на учениците да учествуваат во меѓуопштински, државни, меѓудржавни надпревари како би дошле до поголеми сознанија и следење низ образовниот процес нон-стоп до завршување на образовниот процес. Сега младите кога ќе се образуваат, кога ќе го завршат образовниот процес, нормално, ако се вратат во Вевчани, очекуваат да се вработат. Значи вработувањата... Значи вработувањата се многу битен на... А како ограничена е општината? Не мора само, значи мораме да донесеме домашни странски инвестиции, да го поттикнуваме домашниот бизнис сектор, не поделба на ВМРО-овски или на СДС-овски бизнисмени. Значи од тука јас ветувам дека ако од понеделник, ако кој ќе станам градоначалник, ако ја добијам довербата на граѓаните на општина Вевчани, дека тој однос и тој нон-стоп ќе имам континуирана средба со бизнис секторот, било да е производствен или нудење на услуги во Вевчани, нон-стоп треба да се има контакт и да се има слух за нивните проблеми. Така. Јанковски, сакате реплика или ќе одговорите на прашањето? Не би имал тука реплика. Одговорете. Веднаш ќе ви одговорам. Значи во мојата програма веќе имаме баш во овај дел, младите морат да се сослушат. Нити една одлука повеќе во општина Вевчани нема да се носи без да се сослушат и предлозите што ги имаат младите во Вевчани. За таа цел веќе сме обврзани како општина да формираме младински совет, кој на крајот на годината во процесот на буџетирањето ќе ги дава своите предлози што би влегле во идниот буџет. Во другиот дел
мора да им се овозможат максимални услови на сите, да речем, млади што сакат да останат тука во Вевчани, баш преку носење на странски инвестиции. Ние сме веќе во преговори со други фирми, помали фирми, од неколку луѓе што ќе дојдат тука во Вевчани да инвестират во наредниот период. Реплика Кочовски имате или не? Значи, во овие 4 години, пошто сега планирате вие тоа да направите во идниот период, значи имам овдека твојата програма од пред 4 години, и подцртано имам, значи, ќе обезбедиме, викате, стипендии за недобрите студенти и ученици што ќе одговара на дефицитарните кадри, но не само на збор, туку на дело. И што имате направено за ова овие 4 години на дело? Може да одговорам? Вие репликата? Да одговорам еднаш? Може, Јанковски, да. Да, точно така. Не само што се обезбедени стипендии за студентите, обезбедена и хранарина од централната влада. Значи, овие проекти, што ги спомна господин Кочовски, веќе се реализираат. Сите студенти, најдобрите студенти, добиваат веќе стипендии, добиваат и хранарина за топол оброк. Добро, сега, ако вие централната, и ние бевме студенти, централната власт си е централно нас, вие како локална власт ова го ветувате. Дали тука... Значи, може да ви се променеше пред 4 години централната власт, да беше, да речеме, вомаро на власт. Дали тука пишува дека општина Вевчани ќе направи тука? Ова е твоја програма. Да, и сакате да ви ја прочитам вашата од пред 4 години? Да видите дека... дека... Не можеш ја да ми прочиташ, можеш од некој бивши градоначалник да... Господине Кочовски, вие се изземате дека бевте советник, па вие креиравте таа политика. Ма не се изземам дека сум советник, Значи вие ги креиравте тие од 2013. Ево, ај прочитай, што? Ево, прочитай, што било ветено. Пред 8 години би било тоа. Да, ево, ќе ви прочитам, сакате да видите колку проекти не се реализирале? Добро. Ево, значи, овдека е комплетно таа ваша решавање на статутот на поранешно предпријатие ОГП Дримкол во Вевчани. Дали е решен? Не. Изработка над ГУП и ДУП, значи дали е решен? Епа исто тој мислам. Значи од ова кој читам, 95% не е реализирано. Ама видете сега, значи вие мултифункционално и да, точно и победивте, така? Да, и сега истото ми го кажувате како да, јас ви кажувам дека тоа е реализирано. Што е реализирано? Па информирајте се дека студентите го добиваат тој и стипендии и топол. Формирање спортски клубови. Ајде, ево и тука се млади, валјда нема во спортски клубови стари. Да, ево веќе функционира во спортската сала. Ако сакате вечер, спортската сала кога ја отворивте, не знам, до вчера беше затворена. Во ковид пандемија како да ја отворам да одговарам кривично, не јас, него директорот на основното училиште, под негова ингеренција. Појдете вечер, ќе видите дека таму има деца што тренираат фудбал. Значи имате отворено, сакаш да кажеш, спортски клубови. Во Вевчани имаме спортски клубови. Спортски клубови не може општината да отвори. Може да инициират преку бизнис секторот, да им помагат. Имаме им помагаме на децата да тренират во моментот. Ево и вечерва дојдете, ќе видите дека и фудбали ќе добијат. Тоа ако решиле децата да влезат таму и да играат, тоа не е. Тоа се собрале кампањски, не е ништо систематски. Правиме муавет за систематска работа со децата. Иако формирате спорт. Значи едино што беше тој стариот што имаше овој тренерот од ракометниот тренер, таму беше отворена таа. Има не знам дали сте информирани, во моментов има тренер во Вевчани што води екипа таму, тренираат деца. И како ќе го развиеме спортскиот клуб? Па со тренирање, како да го развиваме, како што се развива. Знаете во каков капацитет ќе поставивте спортската сала во Вевчани? Знам како е најдена таму и тениското игралиште, знам во каков. Да. Знаат граѓаните, со пари што оде во чужди џепови таму. Па се тоа не знам, ако одеа парите во чуждите џепови имате 4 години, да си имате власт централна,
имате локална власт, кај што оделе парите, можете да ги вака не се зборува напамет. Значи зошто не Може ги сега да процесуирате продолжиме тие проблеми? на друга Ако тема. имало владење во чужди џепови, не може така сега да се расправаме овдека. Ајде, има неколку диви депонии околу Вевчани, нас баш во нашата телевизија ни испратија од граѓани фотографии од неколку диви депонии. Јанковска, ајде прво вие, планирате ли нивно расчистување и уредување? Има една депонија во Вевчани за инертен отпад и тврд отпад, бидејќи другиот дел се депонира во Струшката депонија. Таа константно се одржува, меѓутоа се дешаваат инциденти, да речем, од некои луѓе, ќе го истури на средина на патот тврдиот отпад и депонијата веќе тргнува нагоре. Во неколку наврати општина Вевчани ја има расчистувано. Пред да речем месец дена имавме повторна интервенција. Ова мора да се реши во консултација со Оделението за урбанизам, изнаоѓаме начин како да отворим, бидејќи ова депонија веќе е исполнета, ќе мора да се најде начин на друго место да се депонира. Се јави уште една депонија на влезот од Горна Белица. Таму интервениравме, значи, неколку пати исто така. Од локалното население, нормално од Вевчани не се депонира ѓубрето горе пред Белица. Го затрупувавме, пак беше тој инертен тврд отпад. Меѓутоа се дешаваат вакви, нарочито што Вевчани веќе е заштитено подрачје. Така. И мора да, пак викам со Оделението за урбанизам, да изнајдеме начин трајно да го решиме овој проблем со инертниот отпад. Така. Кочовски, имате реплика или ќе одговорите и вие? Ќе одговорам директно Да. на прашањето на ова. Значи, депонирањето на ѓубрето не е само локален наш проблем, значи државен проблем е тоа. Со години слушаме за регионални депонии изградба. Значи, тоа е покомплексен проблем, меѓутоа ја би се осврнал на делот каде што треба да зголемување на еколошката свест на народот преку некоја кампања, значи, и континуирано одржување на Вевчани не е мал некој опфататар на Вевчани, можете, што се вика, не е некоја огромна површина, можеме тековно, значи, нон-стоп да го одржуваме. Од влезот на Вевчани кај портата може да ни биде уредено, искосено, дотерано, значи секој кој ќе влезе да види дека влегува во една општина што е пример за Вевчани. Одржување на кеот. Значи не е битно кој го изградил, како го изградил кеот, нормално дека се е изградено во Вевчани во време од ВМРО ДПМН. Градоначалниците сите досега, освен господинот Јанковски, биле од ВМРО ДПМН. И се не можеме ние игнорантски да се понашаме затоа што било изградено во време ова или она. Тоа што е наследено треба да се реконструира, да се одржува, да се надградува. Само така можеме да докажеме дека сме успешна и европски настроена општина. Така, имате реплика, Јанковски? Не би имал. Не? Во ред. Ајде малку околу грижата за животната средина и сами кажавте дека и вевчанските извори се заштитено подрачје и голем дел од Вевчани е заштитен од Јабланица, па сега и се уште мислам во процедура за прогласување на Јабланица и за национален парк. Тоа не е во домен од ваш, но сепак колку се води грижа за заштитата на животната средина и изворите? Значи, од 2019 година Вевчански, споменикот на природа Вевчански извори е преземен на управување од страна на општина Вевчани со носење на менеджмент планот и таму се нотифицирани неколку зони, зона на строга заштита, зона на активно управување, зона на одржливост. Нашата успешна политика можам слободно да речем ја уведи Понт. Значи Понт е голема фондација финансирана од германската влада, баш на заштитено подрачје Вевчански извори и од другата страна Шебеник влезе да го финансира. Тоа значи голем одскок за екологијата во Вевчани.
Ние, како општина Вевчани, после, 30 години веќе сите шумски патишта во заштитеното подрачје ги пробивме. Беа обраснати. Во наредниот период планираме истите да ги истампонираме, за да може да се користат како патеки за лесни, да речем, возила, за пешачење, монбајк, за, да речем, авантуристички туризам во овој дел. Што се однесува за заштитата, имаме воспоставено и ренџерска служба, одлично си ја врши во моментов работата, има спречено неколку и со кривични пријави дива сеча и копање на минерални суровини во ова заштитено подрачје. И понатака ќе продолжиме да ја развиваме ова служба со после, да речем, победата на 17-ти, планираме веќе нова систематизација каде што формираме едно оделение за заштита на... А во самата општина? Да. Добро. Повелите, сакате реплика или одговор на прашањето? Морам малку да потсетам дека пред 4 години исто, значи тој е делот во екологија, сигурно здрава вода за пиење. Ние и чист воздух ни ветивте. Значи, што е направено околу овие 4 години, околу континуирано следење на квалитетот за водата за пиење и квалитетна вода за пиење достава до домаќинствата во Вевчани. Може веднаш? Може. Значи, квалитетот на вода не го одредуваме, ние го одредува јавно здравје. Доколку имало неквалитетна вода, јавно здравје ќе донесело забрана. Во изминативе 4 години до сега забрана за употреба на водата во вевчански извори не е десена. Можам да ви кажам што направивме друго. Интервениравме, значи со самото моје доаѓање на горната зона имаше запушување од 90% на водоводот. Што се чекало не знам колку години уназад. Го отстранивме тој дефект за подобар прилив на вода во вевчанските извори. Значи во горната зона. Во план сме, бидејќи се увиде дека горна зона има недостаток на вода. Од причина што во летниот период водата за пиење се користи за наводнување во недостаток. Затоа во новата програма имаме предвидено носење до таа вода се губи некаде, Варници го викаме тоа место, околу километар и 300 е планирано да се изгради, да речем, бразда канал, што ќе донесе водата за наводнување до горната зона, со тоа би се намалила и потрчувачката на водата за пиење. Сакате да реплицирате или ќе одговорите што вие нудите во однос на заштитата на животната средина, изворите и така натака? Морам да кажам дека само ми смета ова дека ќе направиме. Има 4 години време да се направи нешто, барем околу одржувањето. Значи, одржувањето на кеот, да речем. Ево, и кеот и реката. Не знам дали сте поминале сега. Значи, немате одржување на ниеден објект кој е од витално, значи, реката ни е од витално наше, се гордееме со кеот ви е запуштен. Влезот Кампајцки го чистите, еднаш го имате изчистено, вистина, ево морам да признам. Влезот од портата натака, значи е уреден, се ако ќе се одиме од овдека, можеш самиот да видиш каков е таму. Значи, околу одржување на јавна чистота, екологија, тоа нема што да се предвидува, континуирано треба да се работи. Ние така ќе ги решаваме проблемите. Значи, вие ако сакате да развивате туризам, значи Охрид кој ќе влезат овдека, одма ќе ви видат нечисти контейнери или било што. Значи не можете да кажете дека ќе ги исчистите. Тоа треба да се исчисти, да се дотера и нон-стоп да биде чисто и одржувано. Бидејќи во неколку наврати господинот спомна дека кеот не се чистел, не е точно.
Значи, може да видиме фотографии на јавното комунално предпријатие, каде што ги отстранува вегетацијата, ги чисти, да речем, панадите, лисја. На влезот од да речем, од Вевчани ние го викаме Суво поле до Вевчани, сигурен сум дека во вашето време барем 10 пати подобро се чисти. Затоа што е набавена нова опрема, набавен е нов трактор, набавен е нов мулчер за косење. Пред непол месец беше отстранување пак таа дива вегетација со заедничкиот багер што го имаме со општина Вевчани, со општина Дебарца и со општина Струга. Може и фотографии да видат луѓето и да прошетаат. Нема месец тука. Имате контрареплика? Тоа треба да изгледа многу убаво и многу чисто. Влезот на општината од портата натака треба да биде континуирано среден. Не пред месец, пред 2 или пред 5 дена, значи континуирано среден. Добро, значи ја затвараме и оваа тема. Ајде само за околу карневалот. Карневалот е белег на Вевчани, но за жал често пати последат и инциденти. И годинава имаше инцидент, потоа имаше реакции, имаше и казни за палењето на знамето. Би сакала да слушнеме на став од двајцата по ова прашање. Ајде, Кочовски. Околу инцидентите на... И инцидентите и значењето на Вевчани, имате 2 минути, може прво за значењето, па и сите тие инциденти кои што ни се случуваат. Инцидентот го направи полицијата, непотребно. Никогаш немало инцидент на карневалот во Вевчани. Во голема бројност што беше работата да дојдат толку број на полицајци, значи не бе тоа ниту е протест, ниту е митинг, ниту е нешто, ниту рушиме власт со карневалот, немаше потреба од толку. Значи ако им беше целта некои ковид мерки, тоа можеше да се реши со 10 редари таму и може да се реши тоа. Значи немаше потреба од специјалци, каде специјалци уведуваат ковид мерки. Добро, не е битно. Значи, околу сваќањето на Вевчанскиот карневал, значи, не можете да ги обвинувате учесниците за некакво во палење на знаме, значи знамето не беше запалено во Вевчани, тоа е значи критика на сите оние што навистина палат знамиња. Значи специфичен е карневалот во Вевчани. Ако видите ароганција, пораката е не бидете арогантни. Ако видите грубост во маските, пораката е не бидете груби. Ако видите вулгарност, пораката е не бидете вулгарни. Значи, одговорно ви тврдам дека децата не го запалија знамето, туку искритикуваа сите оние што навистина ги палат знамињата и подгреваат некакви национални чувства, негативна енергија. Значи, специфичен е Вевчанскиот карневал во многу делови. Треба да сватите дека тоа е исто, да ги обвините децата дека направиле престап, е исто како да се снима некој филм и има, например, ограбување на сцена, ограбување на банка и да ги обвините глумците дека ограбиле банка. Тоа е тоа. Јанковски, вие подносно ова прашање? Што се однесува на Вевчанскиот карневал, тоа е, да речем, топ бренд на Вевчани и понатаму треба да се развива. Мора да се прошируваат и содржините, како би, да речем, би се збогатила понудата во овој дел и пред карневалот и после карневалот, бидејќи во тој период, да речем, и овој регион е малку празен, нема исполнетост, баш таа шанса можеме да искористиме. Што се однесува на интервенирањето на полицијата и инцидентот, јас бив, да речем, директно инволвиран во случајов, затоа што претходно 3 недели со василичарските друштва од Горно и Долно Мало во ковид пандемија го менаџиравме како да се, иако имаше забрана, да речем. Да, но да се запазат. Да, се најде добра волја како тоа да го изменаџираме.
Меѓутоа се случи тоа што се случи. Сега причината не знам, не бев тука во моментот, меѓутоа бев отпосле вклучен. И кривицата јас би ја поделил, да речем, 50-50. Затоа што знаевме дека е ковид пандемија, знаевме дека треба да држиме растојание. Полицијата баш од тој дел, мислам дека и погрешна проценка имаше на тој што ја водеше, да речем, таа акција, дека може нешто да се случи. Тоа никош не се случило во Вевчан, нити пак ќе се случи. Што се однесува на палењето на знамето, јас сум и сведок повикан во судот, нареден, да речем, што е обвинет за палење знаме. Се сложувам тука со господин Кочовски дека во Вевчани се палеле и други, да речем, во наводници знамиња и претходно и немало ваква. Се искористи моментот да се иницира, да речем, да се подгрејат страстите, беше таков моментот, и да се изреагира така како што се изреагира. Палење на знаме на карневал е исто како да убиство во филм. Така. Да, тука сте веќе и на исти став двајцата. Привршуваме со нашата емисија, имате и двајцата по 2-минутно обраќање до гледачите. Кочовски, вашите 2 минути. Во тој дел ќе видам многу краток. Ако, минути, значи, почитувани вевчанци, ве уверувам дека функцијата градоначалник ќе ја обавувам честно, законски, непристрасно и транспарентно. Вашата доверба за градоначалник не е барам за да ви бидам власт, туку партнер во решавањето на вевчанските проблеми, и се надевам дека заедно со вас, со цело Вевчани, со општинската администрација и со Советот на општина Вевчани, ќе ги решиме сите проблеми што го засегаат Вевчани и ќе одговориме успешно на сите предизвици што ги дава модерното време. Благодарам. Така. Јанковски, вашето време. Почитувани вевчанци, јас ви сум добро познат, се кандидирам повторно со чист образ пред вас. Ја барам вашата поддршка за да продолжиме онаму каде што застанавме сега, да му дадеме правец на Вевчани, онаму каде што е тргнато на вистинскиот пат, на правиот пат. Не смееме да дозволиме Вевчани да се враќа рикверс назад, повторно во калта од каде што го излеповме пред 4 години. Вевчани треба да избере градоначалник што има став, што држи до својот збор, и се гледаме после 17 на големата победа. Ви благодарам и на двајцата што бевте дел од оваа дебата. Ви посакувам успех. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието.